Во предвечерието на манифестацијата Кочански денови на Оризот, градоначалникот Николчо Илиев денеска на пресконференција ги соопшти носечките содржини во делот на стопанските, културните, спортските и забавните активности. Автентичната манифестација избор на жетварска убавица всушност ќе биде вовед во многобројните настани во чест на Оризот, чија жетва започнува токму деновиве. Од вечерва, со изборот на жетварската убавица започнува 27-мо издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз. Таа е спој на традицијата и современиот уметнички израз и приказ на патот на Оризот од нива до трпеза. Настојувањето на организаторите се со разноврзни содржини да се привлече вниманието и да се задоволат вкусовите на што поголем број граѓани и гости. Во 3 дена, 27, 28 и 29 септември, со различни содржини ќе се обидеме да ја прикажеме традицијата во оризопроизводството, духовното и материјалното, културното наследство поврзано со Кочанскиот крај. Деновите на Кочански Ориз со својот меѓународен предзнак се повод за нови пријателства, гостување на официјални општински и културни делегации. Ова година ќе имаме делегации од Унгарија, Хрватска, Словенија и Бугарија. Ќе дојдат долгогодишни пријатели од Крижевци, Крањ, Сигет Сент Миклош, од Банско, Гоце Делчев и Разлог. Средбите со нив ќе ги искористиме за размена на искуства и идеи за нови проекти и соработка од областа на културата, спортот, туризмот, стопанството. Фолклорот, како дел од нашето културно богатство, ќе го презентираме преку фолклорните состави од земјата и од странство, од Скопје, Велес, Делчевско, Струмичко, Куманово, од Бугарија и од Босна. Во рамките на манифестацијата ќе го промовираме и туристичкиот инфоцентар Пониква, а ќе го презентираме и новото комунално возило, донација од швајцарската амбасада на комуналното јавно предпријатие Водовод. Во градскиот парк ќе бидат поставени штандови на кои ќе се презентира традиционална храна со етно елементи, а граѓаните ќе можат да уживаат во музиката на повеќе состави: тијана, тамара, баклава, мијата и многу други. В сабота, по зажнејувањето, ќе го прогласиме најуспешниот земјоделец, а за прв пат општина Кочани во рамките на манифестацијата ќе додели и признание за хуманост. Централната манифестација ќе се одржи во сабота, кога ќе се изврши зажнејувањето на Оризот како символичен старт на жетвената кампања, која се посакува да биде успешна и берикетна. Традиционалните елементи од зажнејувањето и вршидбата треба да ги потсетат присутните на долгата традиција на одгледувањето на оваа специфична култура по која Кочани е препознатливо во државата и надвор од неа.